Од вечерва, како што најавив, разговарам со Стојан Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување и раководител на главниот штаб за управување со кризи. Господин Ангелов, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот. Добро вечер, добро ве најдов. Во четвртокот бевте на терен во Гостивар заедно со министерот за внатрешни работи, локалната власт и институциите кои што се дел од системот за управување со кризи. Како тече процесот на чистење на водоводната мрежа во Гостивар и што покажуваат последните мерења? Дека состојбата е значително подобрена, очекуваме, како што денес и најави премиерот, денесно, најверојатно утре, водата да биде безбедна за техничко користење, како техничка вода. Значи, се уште не е погодна за пиење. Потребно е најмалку 3 дена поред водата да биде безбедна од бактериолошки аспект, испитувањата кои што ги прави Институтот за јавно здравје и дури потоа ќе може да истата да биде користена за пиење, но јас би сакал во поглед на денешните препукувања кои што ги гледавме политички да дадам еден краток осврт со неколку реченици. Откако локалната власт не можеше да се справи со овој комплексен проблем, затоа што водоводот беше во употреба, имавме голем број на граѓани кои што се жалеа на стомашни проблеми, на здравствени проблеми, од страна на централната власт веднаш беа активирани механизмите на кризниот менеджмент. Како раководител на групата за процена на ризици и опасности веднаш свикав седница на која што донесовме заклучок да предложиме на управувачкиот комитет, кој што е составен од министри во владата, да и предложи на владата прогласување на кризна состојба. Неколку, би рекол, еден час подоцна управувачкиот комитет во кој што јас членувам донесе ваква одлука, за да еден час подоцна владата на седница донесе одлука за прогласување на кризна состојба. Би сакал да кажам дека се работи за рекордни рокови, бидејќи од иницијацијата, кога тоа беше веќе неопходно утврдено, до прогласувањето на кризна состојба во Гостивар помина помалку 3 часа. Веднаш потоа... Вие го зборувате за понеделник, така? Како одлука кога беше прогласена и епидемија? Значи, на почетокот, локалната власт е таа која што треба самата да се погрижи, бидејќи водоводот е под локална власт. Тогаш кога видовме како влада дека локалната власт не е во состојба тоа да го направи, кога бројот на болни нагло почна да се зголемува, тогаш се активираа механизмите на кризниот менеджмент. Веднаш во координацијата, односно во решавањето на оваа состојба се вклучи Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје, Агенцијата за храна и ветеринарство, Центарот за управување со кризи и дирекцијата се разбира, но и градот Скопје и градоначалникот лично, вклучително и директорот, но и соодветните раководни лица од јавното претпријатие Водовод, кои што веднаш однесоа уред за дополнително хлорирање на вода, бидејќи уредот кој што служи за хлорирање на водоводот во Гостивар беше со мал капацитет. За тие детали, ај може ли овој малку дел да го заокружиме, затоа што слушаме обвинувања во јавноста дека за доцнето бил вклучен алармот. Вие лично цените дека за доцнета беше реакцијата во случај? Апсолутно не. За да се вмеша централната власт, потребно да бидат исполнети одредени услови. Се додека тие услови не бидат исполнети, кризниот механизам не може да биде активиран и најпрво се разгледуваше варијантата да се оди само со прогласување на епидемија на локално ниво, на ниво на општината, но потоа кога се види дека се потребно да се изврши координација помеѓу повеќе државни институции, бидејќи ќе потсетам дека истиот ден беше однесена и ден претходно голема количина на вода за пиење, флаширана вода, огромни количини кои што беа доволни за сите граѓани кои што тоа го побара, истовремено беше однесена голема количина на техничка вода, дури би рекол дека однесовме многу повеќе од она што граѓаните го бараа, така што имавме периоди кога никој немаше ке цистерните. На барање на локалната власт дел од цистерните повлеков бидејќи не известија дека нема потреба. Тоа е причина зашто денес или вчера имаше помалку цистерни во градот, значи и координацијата и соработката со локалната власт, барем што се однесува во делот кој што јас го водам, е добра, бидејќи откако побара дел од цистерните беа тргнати. Така што и имавме директно вмешување со помош во хлорирање на водата, затоа што, како што веќе реков, нивниот уред го немаше потребниот капацитет, да не навлегувам во технички детали, но веднаш потоа од градот Скопје, од јавното претпријатие Водовод, беше однесен појак уред кој што почна да вбризгува поголема количина на хлор, како што каже директорката на
Институтот за јавно здравје безбедна количина на хлор кој што е во согласност со пропишаните норми. Исто тоа го изјави раководителката на секторот во јавното претпријатие Водовод, кој што е задолжена за исправност на водата, а истовремено беа земени мостри од повеќе делови, вклучително од крајни корисници, за да се утврди каква е реалната состојба, бидејќи имавме сомнеш и дека почетните резултати не беа најобјективни. Така што ние на дневна основа се земаат мостри, секој ден состојбата се следи и како што изјави денес премиерот, денес состојбата е значително подобрена од аспект на користење на водата како техничка вода, но очекуваме утре со наредните резултати да биде дадена дозвола за користење на водата како техничка вода. Да укажам дека за анализа, микробиолошка анализа е потребно време. Почетните резултати се добиваат за 24 часа, би рекол пообјективни резултати после 48, а после 72 часа се добиваат најрелевантните резултати. Бидејќи се работи за колонии на бактерии кои што се садат и така натака, има еден цел процес. Не е едноставно, не можете за 15 минути откако ќе ја земете мострата да утврдите што се има во таа очигледно загадена вода. Значи со овој процес на хиперхлорирање практично се врши дезинфекција на системот, така. Системот за водоснабдување на Гостивар. Да кажеме наједноставно испирање со хлор, убивање на се она штетни материи, микроорганизми во водата, прочистување на целиот цевководен систем. Да укажам дека оној примарен систем водоводен е релативно полесен за хлорирање, но кај крајните корисници во последните куќи во некоја населба, во некоја зграда на горните катови е потребно малку повеќе време за бидејќи хлорот како што се движи низ водоводните цевки, тој неговата количина постепено опаѓа, за да на крајните корисници ја постигнеме под посекуваната количина, потребно е повеќе време, бидејќи другиот начин е да се стави поголема количина што не го дозволува, не е безбедно за граѓаните, се разбира. Значи во моментот во Гостивар се уште водата е забранета за целосна, за секаква. Токму така, не е ниту Тоа за значи техничка од утре употреба. очекувате да биде техничка водата. Што значи техничка вода? Зашто ќе може да ја користат? Да може да од се утре ако бањат има таква луѓето со одлука. неа. И сепак на ова прашање, бидејќи е стручно, не би си дозволил повеќе од ова да кажам. Во овој момент бањањето со оваа вода, миењето зави со неа, миењето лице може да биде ризично, бидејќи бактериите кои што ги има при контакт со устата, со слузокожата, може да предизвикат повторно зараза и предизвикување на здравствени проблеми. Беше најавено дека вода за пиење од водоводот ќе може да користат гостиварци до крајот на идната недела. Колку е реално да се случи такво нешто? Па очекувам, како што веќе реков, ако утрешните резултати покажат дека водата е добра како техничка вода, тогаш потребно е најмалку 3 дена поред водата да биде бактериолошки целосно исправна, барем според оние информации кои што ги имам сега, за истата да биде дозволена за пиење, за употреба. Значи веќе од петок да има и таква информација за жителите на Гостивар. Очекуваме, да. Господин Но Ангелов, повторувам се, дотогаш граѓаните ќе имат доволна количина на цистерни, иако за волја на вистината многумина граѓани самите се снаоѓаат полники вода од разни чешми кои што ги има во околината. тоа сакав да ве прашам, затоа што деновиве разговараме со гостиварци, голем дел од нив велат дека се снаоѓаат како знаат и умеат, односно дека користат одредени чешми за кои што имаат информации дека не се врзани на водоводниот систем од Гостивар. Колку се безбедни овие чешми за користење, затоа што пак од друга страна еве денес имаме информација дека повторно има зголемен број на нови случаи во болницата во Гостивар кои што имаат исти симптоми. Летно време, времето е топло, има огромна фреквенција на луѓе во Гостивар. Има десетици илјади граѓани плюс во однос на месеците кога ги немаме луѓето кои што работат во странство, кои што сега ги посетуваат своите домови. Јас лично не верувам дека сите граѓани ја почитуваат забраната водата да не ја користат како техничка, односно верувам дека добар дел од граѓаните ја користат барем за туширање, за миење зави, што само за себе предизвикува ризик и во повеќе наврати од наша страна, од сите институции кои што се вклучени во овој процес, имаше апели водата да не се користи дури ниту за оваа намена. Воедно, како што спомнавте вие самите, како што изјавот и самите граѓани, некои од нив се снаоѓаат полнејќи вода од различни чешми, но никој не ја гарантира безбедност и на тие чешми. Дури и кога не се поврзани со градскиот водовод, никој не гарантира дека тие чешми сами за себе не се загадени, односно се неисправни од микробиолошки аспект. Добро, значи останува граѓаните да бидат крајно внимателни Токму така, во овој период, водата од додека не чешми- добијат официјална информација од
институциите. Треба и самата локална самоуправа за тоа да се погрижи, тоа е дел од незините тековни активности, треба да вршат испитување на сите чешми кои што не се дел од градскиот водовод и да утврдат дали таа вода е погодна за пиење или евентуално за користење како техничка вода. Бидејќи постои можност и одредени чешми од најразлични причини исто така да се загадени. Ќе следиме што ќе се случува со системот во Гостивар, секако ќе информираме навремено јавност, очекуваме позитивни вести веќе утре. Господин Ангелов, во вторникот во Скопје се случи навистина големо невреме во Скопје. Слушнавте и пред малку, УХМР има повторно најава за силен ветер од утре од 60 км/ч. Вака ги споредував најавите за невремето во вторникот на УХМР и оваа која што е денеска, и некако оваа од денеска делува многу посериозно. Не знам дали е предпазливо со она што се случи во вторникот, иако од УХМР велат дека нема да биде со таков интензитет невремето, но морам да ве прашам дали има начин во иднина да се подобри системот на алармирање на јавноста. Имаше еден период кога вие во Центарот за управување со кризи пробувавте еден систем на алармирање со SMS пораки на граѓаните. Може ли во иднина такво нешто да се користи за да се намалат и штетите и бројот на повредени? Се разбира дека може. Процесите во ЦУК продолжи по моето заминување. Имаше одредени проби на конкретно оваа активност, но не сум сигурен колку беа успешни, бидејќи сепак се работи за надградба на системот 112. Јас очекувам во наредниот период во ЦУК да биде спроведена овој додаток, би рекол, на системот 112, за да може да се алармираат граѓаните, за да граѓаните да имаат представа, се работи за афектирано подрачје. Ако ние имаме одредено невреме или силен пожар на одредена територија, сите граѓани кои што се врзани за тие репетитори, од каде што го добиват сигналот на своите мобилни телефони, ќе добијат предупредување, без разлика на која мобилна мрежа припаѓаат или евентуално се странци. Да, затоа што од УХМР рекоа дека можеби не може со денови претходно да се утврди, меѓутоа неколку часа пред вака силно невреме може да се алармира јавноста. Веројатно многу помал број на граѓани би имало на улиците, многу помал број на возила, или многу граѓани би ги тргнале возилата ако се наоѓаат под стари и сушени дрва, ако добијат некаков аларм, барем половина час пред такво невреме, нели? Не е прво невреме во Скопје, во Македонија, едноставно граѓаните се навикнати во текот на летото да има вакви ситуации, но овој пат навистина беше неочекувано. Според последните информации се работи за невреме какво што не е забележано откако се мери времето во Македонија. Вклучително зборам за територијата, еве во Штип на пример, ваква јачина на ветер, град во кој што е вообичаено да дува ветер, самиот потекнувам од Штип. Знаете дека во Штип постојано дува ветер. Но овој пат ветрот беше најсилен, но УХМР морам да ги пофалам. Тие благовремено алармираа и еден добар дел од медиумите ја пренесува нивната информација. Но некако не беа доволно сериозно сватени, а можеби тоа што сега вие го рековте дека ви изгледа посериозно е затоа што минатиот пат не ги свативме сериозно. УХМР се изворедни во нивните прогнози. Секогаш кога имаме појава на пожар, пред да ги упатам тракторите, ер-тракторите или да побарам друг тип на воздушна поддршка од полицијата и армијата, прво зборам со УХМР за да проверам дали има најава за некој локален дожд. Исклучително се прецизни, имаат одлични радари, имаат изворедни професионалци, можеби не многу на број, но навистина ни помагаат и се ретко кога промашуваат. Зборувам на дневна основа. Треба и граѓаните да знаат дека прогнозите до 3 дена може да се релативно прецизни, но за еден ден се прилично прецизни. Можеби ќе промашат за половина час, за 20 минути. Додека над 3 дена веќе прогнозите се навистина вистински прогнози. Да, меѓутоа веројатно многу повеќе граѓаните би биле алармирани кога до секој еден на мобилниот телефон ќе стигне на ваква порака и предупредување за сериозно. Тоа го има кај нашите соседи во Грција, го има на други места и очекувам набргу. Тоа беше мојот следен фокус. Надградбата на бројот 112 бев силно фокусиран на тоа, но таму остана неколку луѓе кои што добро ја работат оваа проблематика, ја разбират, кои што може да повлечат, и директорот од они информации кои што ги имам дава голем фокус на овој сегмент и верувам дека во наредниот период ќе биде надминат овој недостаток, да кажем. Господин Ангелов, што се случува со пожарите? Некако вака барем во јавноста делува дека ги нема во толков број. Како изгледа од другата страна, од она што го работите вие? Какви се бројките? Лоши. Денес имаме 20 на пожари, денес работе ер-тракторите на територијата на општина Долнини.
селата веќе ги мешам, денес има во повеќе од 10 села пожари. Имаше многу сериозен пожар кој што загрозуваше еден манастир, најверојатно локалната селска црква, ги загрозуваше и првите куќи. Имав повеќе информации од терен, ми се јавија неколку луѓе, пожарникари, вклучително и полицаец кој што беше таму, побара воздушна поддршка, бидејќи немавме на друго место некој потежок пожар, бидејќи двајцата релативно кажано нови пилоти добро да тренираат, веднаш ги упати фер тракторите кон нови пожари. Во овој момент можам да констатирам дека изгаснат. Пред да влезам во студио, ми стигна благодарност од човекот кој што бараше помош во име на селаните кои што исто така многу помогнаа. Но морам да ги пофалам локалните територијални противпожарни единици кои што навистина се на ниво на задачите, бидејќи со тој нивен брз почетен одговор не дозволат пожарите да се расшират. Иако времето навидуме влажно, тревата е сепак многу сува. Знаете, ако тревата е исушена, дождот ќе ја навлажи, таа за неколку часа повторно е сува. Таа нема да се раззелени. Но брзиот одговор спречува неконтролирано ширење на пожарите. Ние ретко имаме ден кога сме испод 15 пожари, вклучително овде ги вклучувам и депониите. Но го знаете моето начело. Јас и најмалите пожари имам дадено насока во ЦУК и таа пракса продолжи до денес, ние ги броиме како пожари. Можеби пожарот е голем колку површина на едно фудбалско игралиште. Но ако не дојдат пожарникарите и брзо да го изгаснат, тој набрзо ќе излезе надвор од контрола. Така што благодарност голема до сите пожарникари кои што се нависина на задачите. Скопската бригада е исправена пред голем предизвик. Денес имавме два тешки пожари. Пожарот во Гази Баба, во парк шумата Гази Баба, кој што се приближи до куќите. И тоа мислам дека е трет пат оваа година да имаме пожар во Гази Баба и пожар кај условно кажано задна капија на касарна Тиленден во насока на Визбегова. Пожарникарите има во исто време уште неколку ситни интервенции. Затоа денес и ги ангажирав и пинзгаурите на дирекцијата, но додека тие да излезат на терен, ми се јави командантот Звонко, кој што исто извреден старешина и кажа дека веќе имаат апсолутна контрола и набрзо ќе бидат изгаснати. Пожарникарите имаат полни раце со работа, но во овој момент помагат и ер-тракторите на дирекцијата. Тоа сега да ве прашам, дали се сите ер-трактори во функција и со што се располагаат екипите за делување на терен? За жал имам една лоша вест, не времето кој што го зафати Скопје пред неколку дена, го оштети едниот ер-трактор. Едноставно силниот ветер ги има најверојатно подигнато и ги има извртено во место, ги нема превртено да ги истумба, но ги мрдал и при тоа дошло до оштетување на едниот ер-трактор. Штетата можеби не е многу голема, но тој сега е вон функција. Итно стапивме во контакт со фирмата која што е задолжена за сервис на ретраторите, фирмата Титан, која што е изворедно сериозна фирма и побаравме условно речено преку ред најбрзо што може да испратат овде механичари, бидејќи јас очекувам дека и нашите механичари ќе може да се справат со овој предизвик, но правилата во воздухопловството се многу строги и налага да дојде прво нивна екипа овде, така што во наредните денови третиот ер-трактор ќе го немаме на располагање, но имаме на располагање и два полициски хеликоптери и еден армиски хеликоптер, со тоа што мојот фокус како раководител на главниот штаб за управување со кризи ова лето ќе биде ставен на условно речено пешадијата, бидејќи пожарите сепак без луѓе на земја не може да бидат изгаснати, бидејќи бројот на пожарникари се разбира дека секоја година е недоволен. Фокусот оваа година го ставив на доброволните пожарникари, имаше извореден одзив на построувањето кое што го организиравме пред 10 дена и беа повеќе од 250 доброволни пожарникари. Со ребалансот на буџетот обезбедивме прашувам за тоа што тие реагираа дека се единствените кои што делуваат на терен, постојано се вклучени, меѓутоа се единствените кои што не добиваат финансиски средства од државата. Откако направивте ваков договор, како ќе функционира тоа во иднина? Реакциите беа и последна моја изјава во врска со дневниците кои што ги добиваат доброволните пожарникари, но јас можеби не бев доволно прецизен или лошо беше пренесена мојата изјава. Оние доброволни пожарникари кои што се дел од тимовите за брз одговор на ДЗС. Значи, вака наједноставно да кажам, ние доброволците ги институционализираме преку дирекцијата. Тие добиваат дневници, треба да добиваат. Јас сум застапник на тоа. Луѓето излегуваат, ризикуваат, губат тој ден плата, некој губи заработувачки, имаме луѓе кои што имаат собствен бизнис и така натака, но јас се потрудив и благодарение на силната поддршка пред се на премиерот и владата, ние имаме значително зголемување на буџетот со ребалансот, очекувам до петок ребалансот да помине и на ставката каде што се
заменети средствата за доброволните, односно тимовите за брз одговор на дирекцијата, ќе имаме доволно средства да можеме нив да ги користиме во поголем обем ова лето. Да, вие сте институција за која што сите ние посакуваме да имате што помалку работа на терен. Господин Ангелов, ви благодарам многу за гостувањето во тема на ден. Благодарам за можноста.